Добар ден, драги ученици! Јас сум Гордана Јакимовска, оделенски наставник во Основното училиште Крум Тошев од Скопје. Ова е видео лекција по предметот Физичко и здравствено образование за 5-то оделение. Наставна содржина, елементарни игри со подскокнување. Наставни цели: да се одржува и подобрува основната физичка подготовка, да се поттикнува да учествува во игри, да се запознае со правилата на игрите и истите да ги почитува, да се одржува рамнотежата на движење во сакан правец на една и две нозе. Очекувани исходи: ја одржува и подобрува основната физичка подготовка, се поттикнува да учествува во игри, се запозна со правилата на игрите и истите ги почитува, ја одржува рамнотежата на движење во сакан правец на една и две нозе. Овој денешен час, ученици, ќе го започнеме со вежби за правилен развој. Вежба број 1. Телото се наоѓа во исправена положба, рацете се ставени на половина. Се прави кружење на главата на левата, а потоа и на десната страна, како што е прикажано на илустрацијата. Повторете ја вежбата неколку пати. Вежба број 2. Став на телото како во претходната вежба. Се прави отклон на главата во лево и во десно, со цел да се доближи што повеќе до главата. Исто така и оваа вежба повторете ја неколку пати. Вежба број 3. Почетна положба на телото е став стоење. Рацете со дланките ставете ги на колковите. Правете кратки движења само во пределот на рамењата кон напред, а потоа и кон назад. Исто така и оваа вежба повторете ја неколку пати. Вежба број 4. Рацете испружете ги во предрачување, а потоа вкрстете ги и вратете ги назад во одрачување, како што е направено на илустрацијата. Повторете ја вежбата неколку пати. Вежба број 5. Стоечки став. Рацете поставете ги со дланките на колковите. Правете отклон во лево и десно со високо подигната рака над главата. Повторете ја вежбата неколку пати. Вежба број 6. Расчекорен став. Телото се наоѓа во предклон, со рацете во одрачување, наизменично допрете ги прстите од едната нога, а потоа и прстите од другата нога. Оваа вежба повторете ја неколку пати. Вежба број 7. Стоечки став со составени нозе. Од исправен став со телото се прави предклон напред и со испружени раце се допира подот и повторно се враќа во почетна положба. Вежба број 8. Од стоечки став со дланките поставени на колковите, направете исчекор со едната нога према напред и свиткајте ја во пределот на коленото, а задната нога да ви остане испружена назад. Истото се повторува и со другата нога. И оваа вежба повторувајте ја неколку пати. Вежба број 9. Направете подскоци во место со десната па со левата нога. Направете подскоци напред-назад. Направете подскоци на лево па на десна. Направете подскоци на лева и десна нога со вртење во круг на една па на друга страна. Подскоци на јаже. Замислете дека имате јаже во рацете и вртите нанапред и наназад, а при тоа скокате на една, на друга или со двете нозе заедно на даден знак. Елементарни игри. Елементарните игри се основен облик на телесно воспитание на децата од младата училишна возраст. Тие всушност ги задоволуваат потребите на децата за движечките активности, со што воедно се задоволуваат и основните елементарни потреби на организмот за непречен раст и развој,
својствен за овој период. Децата во овој период преку овие игри ја развиваат и усовршуваат самодовербата, смелоста, храброста, го развиваат другарството и самопочитувањето. Ги јакнат емоционалните квалитети и создаваат кај децата ведро расположение, кое позитивно влијае врз јакнењето на организмот. Елементарни игри со поскокнување. Една од најпознатите елементарни игри за поскокнување и најомилена кај децата е играта плочка. Играта се игра со плоснато камче плочка. На земја се црта шаблон во кој броевите од 1 до 9 се распоредени во квадратчиња по ред. Некои од нив се во колона по едно, а други по две. Се одредува редослед на играчи, а потоа првиот треба да ја фрли плочката на полето број 1, пошто скока на една нога и стапнува на секое поле, а таму каде што се две, со двете носе. Во последното поле се завртува и тргнува назад. На враќање се запира во полето во кое е камчето и додека е на куца нога, треба да се наведне и да го земе. Потоа се враќа до почетокот и продолжува со број 2, 3, 4 и така натаму. Ако сгреши, односно ја стапне линијата или стапне со двете нозе, започнува нов играч. Елементарна игра во огледало. Слободно разместете се во просторот за вежбање. Застанете во парови еден спроти друг на растојание од 1 метар. Еден од парот нека изведува различни подскоци, а другиот е огледало и ги имитира истите движења. На знак на наставникот, улогите се менуваат. Подскоци во вреќа. Ова е надпреварувачка игра, која се изведува меѓу 2 или повеќе групи со подеднаков број учесници. Првиот учесник од групата навлекува платнена вреќа и со подскоци треба да помине одредено растојание. Кога ќе се врати назад, вреќата му е предавана на наредниот од својата група. Победник е онаа група во која најбрзо ќе завршат сите учесници. Ластик. Постојат повеќе видови игри со ластик, но секогаш се потребни минимум 3 играчи. 2 играчи застануваат на спротивни краеви и со нивните нозе го држат ластикот. Има одредени кореографии и песни кои мора да се знаат за да може да се учествува. При секоја успешно изиграна кореографија се покачува висината на ластикот. Овој час ученици го завршиме со слободно изведување на движења, односно подскоци со имитирање на некои животни. Жаба, мајмун, врапче, кенгур, зајак. Изведувајте ги овие подскоци наизменично по повеќе пати. Браво, ученици! Редовно играјте ги елементарните игри. Тие се многу значајни за вашиот раст и развој. А сега до гледање. Се надевам дека повторно ќе се дружиме во некоја друга прилика.